Во ова издание на вестите разговарам со првиот човек на телевизија Нова, Билјана Василева Трендафилова. Билјана, денеска сме тука, продолжуваме со протестите. Ќе доставите до Јоханес Хан, еврокомесарот, барање за средба. Расте незадоволството од сите овие случувања, затоа сме денес токму овде пред седиштето на делегацијата на Европската Унија во Скопје, каде и официјално бараме да се сретнеме со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Се надеваме дека господинот Хан ќе одвои време во текот на денешната посета и ќе успее да се сретне со дел од уредничкиот тим за одблиску да му ја објасниме состојбата во телевизија Нова, но состојбата и со нашиот собственик Сеат Кочан, како и притисокот кој го чувствуваме од специјалното јавно обвинителство. Денеска на удар е телевизија Нова, но на удар може да биде и било кој друг медиум или поединец од страна на специјалното јавно обвинителство. Ова што во моментов се случува со специјалното јавно обвинителство и покренувањето, отворањето на случајот Труст го сметаме како директен атак врз телевизија Нова, но чувствувам за потреба да објаснам зошто намета е телевизија Нова, бидејќи во јавноста имаше различни толкувања на тоа што сме бранеле ние и кого од што сме бранеле. Ние сме информативен медиум, а сите оние познавачи на медиумите знаат какво е влијанието на овој формат на медиум. Значи сметаме дека ова што се случува, случајот Труст, за кој што и нема основано и голем број на докази, сметаме дека се случува во еден исклучителен важен период за телевизија Нова, во период кога нашиот медиум се етаблира на медиумскиот македонски пазар и во моменти кога гледаноста рапидно расте, во моменти кога се обидуваме во живо на нашите гледачи да им ги представиме оние протести кои што се случуваат секојдневно на улиците, кои се против тиранската платформа. Затоа сметаме дека трн во око и мета е токму телевизија Нова. Билјана, дали можеме да очекуваме да не идеме на разбирање еве и од представниците на меѓународната заедница, меѓутоа и од судските инстанции тука во земјава околу овие притисоци со кои што се соочува нашиот медиум? Очекувате ли такво нешто? Очекуваме дека еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ќе најде барем кусо време за да детално му ги објасниме состојбите со кои што се соочува не само телевизија Нова, но и актуелните состојби на медиумскиот пазар во земјава. Би сакале за да кажеме дека сепак слободата на демократија, слободата на изразување е загарантирано со Европската конвенција и знаеме дека никој не може никому ниту да му ограничи таа слобода, ниту пак да го наведе каква уредувачка политика ќе спроведе одреден медиум. Нашата цел е да ги информираме гледачите од прва рака, секогаш точно и навреме да ги добијат информациите. Таков и нашиот формат во живо сме на сите оние настани дома, но и надвор и одблиску. Сакаме да ги пренесеме, правиме често и преноси од големи светски случувања. Немаме многу време за действување, а и побрзи сме од интернет порталите. Очекуваме дека сепак лично и во детали ќе можеме се ова да му го кажеме на господинот Хан доколку најде време за нас. Билјана, ти благодарам за овој разговор.